Пошtovани гледачи на спортска мрежа, нова емисија во која што разговараме со ракометарот на ракометниот клуб Радовиш Филип Талевски, со кој што ќе направиме една анализа, јас би рекол, ајде, на сезоната која што измина, тој успех голем кој што го направи ракометниот клуб Радовиш, совладувајќи го Евроформ Пелистер 2 и пласирајќи се, односно враќајќи се во Суперлигата по една година, меѓутоа и за она што следува во следната сезона, меѓутоа и најважното за што ја правиме ова емисија, како еден ракометар во Македонија преживува и какви се условите за да се избориш да стигнеш до одреден степен во македонскиот ракомет. Најпрво благодарност голема до тебе да поразговарам овде спортскиот рекреативен центар 25 мај во Радовиш. Измина сезоната, голем успех за вас. Како ќе искоментираш сезоната? Аце, прво фала ти за поканата да бидам гостин во спортска мрежа. Чести задоволство е. Во врска со изминатата сезона, не е тајна дека ние имавме една турбулентна и тешка сезона. Имавме мака со тренинзи да се сплотиме сите како екипа, да тренираме заедно, но на крајот испадна со еден многу добар резултат, позитивен резултат кој што многу малце од нас го очекуваа. Имавме тешки утакмици против екипата на РК Бисинов од Велес И освен Бесимов, меѓутоа имаше некои доста други тешки утакмици кои што ги имавте. Реално и Младост беше доста тежок противник, да речем, кој што реално беше еден од кандидатите барам за тоа второ место, кој што тука беше и реално и Металург кој што се бореше, така да ако гледаме генерално доста беше тешка сезоната, особено во тој плейоф, со оглед на фактот дека вие во Богданци загубивте. Да, Младост Богданци и РК Металург пружија голем отпор, но од нас се очекуваше ние да атакуваме на тоа прво место и самите ние бевме мотивирани и стремевме кон тоа прво место, но реалноста, како што ќе кажем, од нашите потешкоти низ целата сезона не достигна и видовме дека треба многу повеќе работа за да стигнеме до тој степен, за да можеме да го направиме тој успех. Сега, таа утакмица против екипата на Младост, тие ни покажа нас карактер, како треба со срце да се игра до крај. И секоја чест за тие момци. И ние мислам дека од таа утакмица научивме една голема лекција, преку која ние го презедовме нивниот карактер и научивме како треба да се бориме до крај. После таа утакмица резултатите се видливи и јасни дека ние сите утакмици ги изигравме одлично, се сплотивме како екипа, хемијата во екипата порасна многу. Имавме тешки утакмици со Драчево дома, со Бисинов во гости, која што до последен миг беше неизвестна и ја загубивме поради некои си сплет на околности. Так. И не донесе до тој бараш надпревар, кај што реално никој од нас очекувавте ли реално дека ете може да се поводи Евроформ Пелистер 2? Екипата, значи момците сите верувавме во тоа. Бевме сигурни дека ние можеме да направиме нешто, но сите знаеме дека бројките и процентите беа на страната на Пелистер 2. Затоа што тие што се и цела сезона се преврува во Суперлига. Јас мислам дека ние 16 души играчите и нашите тренери бевме единствените што верува дека ние можеме да направиме некое чудо, ќе го наречам. Не мислам дека имавме голема поддршка во смисла од ракометната јавност. Никој не очекуваше ние да направиме еден таков бум и да излеземе на врвот, односно да повторно да се вратиме во Суперлигата. Имаше ли муавет, да речем, и поддршка од верната навивачка група од Радовишни кој што доаѓа овде во салата, да некој те рече имате шанси, може да се носите иако нели Евроформ Пелистер 2 сочинат од младински и кадетски репрезентативци? Да, морам да напоменам дека навивачката група Левари во последната утакмица од регуларната сезона во прва лига не поддржа против екипата на РК Шампион во добра бројка, во огромна бројка. И ние осетивме таа атмосфера како подготовка за утакмицата со Пелистер 2, за тој бараш надпревар. Осетивме како е да имаме еден 8 играч кој што нас ќе ни биде голема ветер во грб. И да, имавме огромна поддршка од нив, значи каде и да не сретне ни кажува дека веруваат во нас, дека тие ќе бидат голема поддршка за нас и дека мислат дека ние можеме да направиме изненадување. Какво беше за време на надпревар? Со оглед на фактот дека на полувреме имавте, ми се чини 5 негатива. Да. Каква беше атмосферата за време на полувремето и што она клучно што се промени за да вие во второ полувреме настапите, ајде да речем, да дадете буквално цела гас и да направите комплетен пресвет и да триумфирате? Да, вака, првото полувреме реално имаше тесен резултат и се играше гол за гол, има 2 до 3 гола предност, но на крајот после последниот тајмаут
што го имавме. Ние некако се опуштивме и дозволивме тие да направат поголема предност, која што можеше да не кошта скапо. Но на полувремето ние сите со мирни глави седнавме во соблекувалната, ги искористивме тие 15 минути до последна секунда, анализиравме и се договоривме дека ние треба да влеземе со ладни глави во оваа утакмица, дека играме како да е 0-0 и дека ние треба сега да газиме и да покажеме дека можеме да играме. Какво беше те чувството после таа победа и таа прослава? Бевте ли свесни во првите моменти дека сте победили, дека Радовиш во Суперлига? Нели, тој последен удар од 9 метри на капитенот Здравко, сите го чекавме моментот да шутира и буквално се молевме дека топката некако чудесно ќе влезе во гол и на крај тоа се случи. Во моментот не можам да ги опишам тие емоции, тоа задоволство, затоа што беше огромна среќа. Во моментот не ми текна на Суперлига, пошто не знаев што се случи, буквално. Тоа беше сплет на многу емоции, посебно ради тоа што имавме поддршка од цела сала, значи цела трибина беше за нас, цела публика беше за нас. Тоа беше едно од најубавите нешта што може да му се случат на некој играч во кариерата, посебно во овие клубови кај што нема толку популарност и нема толку публика. Што на сега клучното Радовиш Суперлига ете и се оствари да речем целата се исполни желбата на Радовиш на одновата овде во оваа спортска сала да гледат добар ракомет, да дојдат најдобрите екипи, нели како Вардар, Металург, односно Металург сега е во првата лига, меѓутоа да дојдат екипи ете и Охрид, Тиквиш кои што нели се на некој ниво многу повисоко сега и напредуваат, особено Тиквиш и Охрид се доста напреднати да речем во овој сегмент. Тука Еврофорум Пелистер 2, меѓутоа што со Радовиш? Како ете ти ја гледаш сезоната? Има ли просто Радовиш да се бори да се избори за опстанок во следната сезона? Ќе биде ли тешко? Со оглед на фактот дека знаеме Струга, можеби Бисинов, Куманово, ќе се тие и уште една до две екипи треба да бараме кои што би играле во плейаутот. Да, па вака, дека ќе биде тешко, тоа е факт. Екипите кои што ги споменати како Тиквеш, Охрид, да не зборувам за Вардар, Пелистер и Алкалуит, тие се екипи кои што се во поден веќе 3 години уназад, кои што имаат нели нивни зацртан системи кои што работат макотрпно секој ден за остварување на нивните цели. Тие екипи се искрено далеко од нас, но јас мислам дека ние можеме да дојдеме и да играме со секој. Оваа екипа што сме ние, значи ако тренираме како што треба, професионално и да бидат сите услови нели загарантирани за нас, јас мислам дека оваа екипа има добра иднина, но за тоа треба многу да се работи, треба многу услови клубот нас да ни овозможи, за да достигнеме до тоа. Екипите на Бисинов, Струга и Куманово не се воопшто за потценување и тие се добри екипи кои што веќе во континуитет играат години во Суперлигата, освен Бисинов, нели, тие се пласираат сега. Но и тие имаат цели, и тие сакаат да се надпреваруваат со секој и тие се амбициозни. Значи нема да биде лесно со никој, но повторно ќе повторам дека нашата екипа може да достигне многу доколку се работи, доколку условите не бидат овозможени. Ќе биде ли оваа сезона можеби најконкурентна во прашање Суперлигата, како што кажав, Металург кој што беше во старите добри времења, за жал нели веќе не е во Суперлигата, му се случи тоа што се случи таму со финансискиот крах. Меѓутоа во тој период реално доминира Вардар и Металург. Некогаш ете Пелистер беше тој кој што првиш отпори уште некоја екипа, меѓутоа не на долги патеки. На крајот титулата одеше или во Автокоманда или кај Вардар. Меѓутоа оваа година имаме доста поголема конкуренција, особено за тој врв од табелата за излез во Европа. Можеби Охрид сега ќе се вмеше сериозно оваа година за титулата, со оглед на фактот дека квалитетно се зголема буџетот. Тука и Тиквеш очекуваме ли многу поголема борба во однос на оваа сезона за следната сезона кога во прашање титулата? Да, кој е како искусен ракометар кој што нели бил и во Суперлига и во прва лига, како те гледаш ти на Суперлигата следната сезона? Самото кратење на Суперлигата, која што ги отфрла тие, да кажам, пониско буџетни, помалку професионални клубови од лигата, кажува дека следната сезона нема да биде така едноставна и лесна. Значи, Охрид, го спомена, беше голем конкурент и оваа сезона и голем проблем за екипите кои што беа на врвот. Значи, тие се страшна екипа која што исто имаат многу добар концепт и многу добар план и работат кон тоа и мислам дека и оваа сезона Охрид ќе биде многу сериозен конкурент за титулата. Мислам дека овој подвиг во Суперлигата започна кога повеќе клубови се вмешаа, како нели достигнувањето на Алкалуит
во Суперлигата, тие влегоа како многу професионална екипа уште од првата лига. Значи со добар концепт, добар план. Гледаме дека сите најдобри македонски играчи се таму, се работи со нив на најдобар можен начин и тие ќе се исто така сериозен конкурент за титулата, со тоа што се скрати лигата на 12 екипи, секој дуел ќе биде тежок, посебно за тие екипи кои што планираат да се борат за титулата, пошто тие нема да имаат лесна утакмица. И мислам дека е правилен потек со тоа што се скрати оваа Суперлига, заради тоа што квалитетот на играчите ќе се подигне многу повеќе, заради тоа што немаат лесни утакмици било кои играчи, ќе се подигне многу повеќе, ќе се црпи искуство, ќе се кради знаење и мислам дека е правилен потек тоа што се скрати Суперлигата. Испаѓањето на тие екипи поради тоа драстично кратење на лигата значи дека моментално ми се чини околу 18-19 екипи имаме во првата лига, ако некоја не преживее фузија, ако некоја не се откаже, меѓутоа засега знаеме дека сите екипи ќе настапуваат. Значи тоа ќе е доста голем број на екипи, можеби не се исклучува можност да се игра нели во А и Б, па после да имаме плей-оф, ќе значи ли дека и тука ќе се подигне квалитетот и во првата лига? Па да, во секој случај, оваа сезона испадна клубовите на Скопје, Аеродром, Мултиесенс, Неготино, тие се сите екипи кои што прошлата сезона игра во првата лига и беа сериозни добри екипи кои станува збор за прва лига. Така. Мислам дека квалитетот ќе порасне многу, посебно и со екипата на Еврофарм Пелистер 2. Квалитетот ќе порасне многу доколку се задржат нели сите тие исти играчи. Ќе има тешки дуели, тешки надпревари, нема да биде лига како за отфрлање, како што ја сметаат сите, туку таму ќе има голем простор за млади играчи, играчи кои што не го нашле местото во Суперлигата, да напредуваат и да играат квалитетни надпревари. И тоа е за секое поздравување, преди тоа што досега знаеме дека првата лига беше не толку квалитетна и еве и оваа сезона беа колку екипи бевме во конкурентни, нели 3, ние Младост Богданци и Бисинов бевме тука што се држевме, да. Но имавме утакмици кои што беа дури со 20-30 разлика. Да, нереални резултати, особено. Нереални резултати. Така. Може би треба да се размисли за формирање на втора или во случајот трета лига, каде што не знам, мотив повеќе би имале да играат екипите кои што оваа година беа во тој плей аут од првата лига, каде што реално таму нели екипите знаеме како Преспа, Вардар, Текстилец, кои што нели не сакаме да ги потценуваме тие екипи, меѓутоа според нивниот квалитет од минатата сезона, реално оваа сезона ако не се засели да направат некои промени, тие би имале порази по 20-30 разлика, што кај нив стимулот за играње ќе е многу помал, а ако би биле во некоја втора лига кај што ќе се потизрамнети, ќе има некој престиж нели да направат влез во прва лига, од втора лига, можеби тука ќе се подигне бидејќи тоа е дел од коментарите во ракометната јавност на Македонија кои што нели бара некоја формулација да се направи бидејќи реално вака има голем број на екипи кои што нема толку многу голем квалитет. Реално Еврофарм Пелистер 2 би требало да се прошета низ лигата и да се врати експресно во Суперлига, кај што сигурно би триумфирал со 20-30 разлика на одредени надпревари. Така, па имаше предлог за формирање на Суперлига А и Суперлига Б и во тој случај ќе се останеше и таа прва лига. И мислам дека за клубовите што ги споменати, тоа би било некој мотив плюс тие да тренираат, да се мотивираат и да играат се подобро и подобро, заради тоа што пример тие би имале шанса нели од трета лига да се пласираат во втора. А кога во оваа наша втора лига ти немаш што да изгубиш, не паѓаш во лига подолу, немаш што да изгубиш, ти играат колку ради реда и така да се доигра сезоната само. Да, нема напредок кај тие деца. И мислам дека доколку имаат поизрамнети утакмици, резултати кои што ќе бидат поегални, тие ќе имаат поголема мотивација да се докажат, да тренираат и ќе има поголем успех и раст на квалитетот и кај тие играчи. Пошто ти да играш утакмица со еден Еврофарм Пелистер 2, кој што има 5 младински репрезентативци и да изгубиш 30 разлика, јас сум сигурен дека ќе биде како омаловажување и тие деца ќе си помислат зашто тренирам јас воопшто. Така. Кога во прашање следната сезона и Филип Талески кадете ќе го носиш ли дресот и следната сезона во Радовиш или има веќе понуди од други екипи и би можел да кариерата продолжи во Новосредина? Да, јас лично се уште се немам одлучено што ќе биде понатаму. Нели предност давам на ракометниот клуб Радовиш. Покрај се што направивме, најмало нешто што можеме ние играчите да го направиме е да даеме предност на нашиот клуб, за кој направивме голем успех.
Морам да кажем дека веќе играчите и клубовите се фатени за работа и нели се прават тие трансфери, гледаме секој ден дека има нови трансфери. Но како што кажав, предност давам на Радовиш и ќе почекам да видам што ќе биде тука и после ќе донесам одлука. За сега реално ако ја согледам ја ситуацијава, доста е пасивен Радовиш во однос на тоа нели како се крои ростор, бидејќи гледаме дека другите екипи веќе промовираат засилувања. Ете Куманово видов ми се чини дека промовира засилување од Бразил, ако не се лажем, и некои други екипи, Бисинов веќе промовираше неколку засилувања, дури екипите од прва лига кои што ќе имаат амбиции за влез во Суперлига следната сезона веќе промовираат засилување, кај Радовиш се уште некој статус кво. Ете, претпоставам дека ова емисија ќе ја гледат многу и од локалната самоуправа во Радовиш, можеби од бизнис секторот. Јас ете слободно ќе кажам и ќе употребам апел да се размислува веќе Радовиш ова што го направивте вие младите ракометари, треба да бидете наградени со тоа што Радовиш во следната сезона ќе биде стабилен буџет. Како што кажа на почетокот и самиот, значи треба да ви се возможат многу добри услови за да вие тоа што го направивте едноставно продолжи да се изборите опстанок и веќе Радовиш да фати однова еден континуитет како што беше во минатото стабилен едно деценија пред испаѓањето лани во таа прва лига. Можеби ќе почнат да дуват некои позитивни ветрови во Радовиш во следниот период. Со оглед на фактот како што кажав, за сега се уште статус кво, нема никое промовирање, нема никакви активности, можеби кога најмалци ќе очекуваме ќе биде изненадувањето. Да, можем да кажем дека управата има полни раце од работа и дека стварно треба да се заангажираат побрзо да се реши оваа ситуација. Затоа што играчи доаѓаат и заминуваат цело време и никој не би планирал да чека некој долг период за тоа да се случи. Така, нормално. Од страна на поддршката и тоа што го напомена ти, покрај награда за нас, мислам дека требаше да бидеме многу подобро поздравени и да се истакне тоа што го направивме ние како многу голем успех. Така, се сложувам. Не знам, се е во нивни раце и сепак ние сме играчи, можеме само да чекаме на нив, да кажат што е планот, што ќе биде, нели, сепак тие си имаат план, знаат што ќе прават и со играчи и со сите други нивни обврски. Јас и тоа го кажав уште кога го најавував на тој бараш надпред дека влезот може на Еврофорум Пелистер 2 ако испадне Радовиш да влезе во Суперлигата, ќе се отвори многу позитивен проблем, јас би рекол, ајде во Радовиш да се бара веќе и спонзори, да се зголеми тој буџет и еве се случи тоа што го најавувавме, можеби никој не очекуваше дека реално ќе се случи тоа, како што кажете самиот, многу малци луѓе веруваат дека Радовиш би можел да освои Еврофорум Пелистер 2. Повеќе можеби темата главна за која што правиме оваа емисија, која што најавивме, беше тоа како еден ракометар може да преживее во Македонија. Какви се условите во македонскиот ракомет и како се движат платите? Може ли се на плата да се преживее во Македонија и да се има еден, да речем, добар живот, особено ако се земе предвид фактот дека ајде можеби ти си млад ракометар, нема се уште семејство, меѓутоа ако зборуваме за ракометар кој што има семејство, кој што има деца, може ли да се живее од една плата ракометарска во Македонија? Тоа е многу широко прашање и ќе морам да напоменам повторно тие клубови кои што се збориме тука да ги елиминираме клубовите како Еврофорум Пелистер 2, како односи на Еврофорум Пелистер, како Вардар, каде што знаеме дека платите се високи, еве и Охрид и Тиквиш веќе се издигнаа кога е во прашен плат. Збориме за сите тие подолу од 4-5 место на генералната табела ако ја погледнам од претходнава сезона, па и клубовите од прва лига. Ќе морам да бидам искрен и брутален дека со платите во плејаутот и во првата лига, еден ракометар кој што има семејство, многу тешко ќе се справи и ќе се сноси со трошоците кои што самиот живот ти ги носи. Условите за тренирање се тие што се салите низ Македонија ги знаеме дека не се напредни, дека немаат основни услови за еден ракометар да тренира. Со тоа следуваат и повреди и сите непосекувани работи. Конкретно за платите, мислам дека со ова ново формирано Министерство за спорт би требало да се подобри тоа и да се стави акцент на тие клубови кои што стварно му требаат пари и стварно очекуваат, немаат други приливи на средства, очекуваат од тоа министерство и тоа му е единствен начин како тие да опстанат, да задржат играчи, да му дадат добри услови за тие играчи да се срекни, мотивирани да тренираат. Така. Доколку се става акцент само на тие клубови што веќе имаат пари, и да се дополнително уште повеќе стимулираат, за сметка на овие другите да трпат. Овие екипи ќе тонат. Дали ете твое согледување како млад ракометар, дали ваучер системот ефект во клубовите, со оглед на фактот дека во твојата кариера имаш настапувано за повеќе екипи? Зависно, да.
во многу клубови знаеме дека преживуваат од тој ваучер, но сепак ќе веќе споменам клубовите што се подолу во првата лига, очекуваат од тие ваучер тие само да ги исплатат нивните трошоци како патувања, суди, утакмици, јадење, вода. За тие едноставни работи, нели тие го трошат цел ваучер. Така. И немаат што да понудат на некој играч, немаат како да му возможат добри услови, дури ни да понудат опрема или некои наједноставни услови. И да, тој ваучер систем беше окей, но мислам дека требаше да се дадат повеќе средства на тие клубови што немаат пари. Значи да биде обратна насокава, не тие што имаат повеќе да му следат уште повеќе. Види, Бидејќи реално Вардар и Еврофрам Пелистер, па Металург во минатото, сега веќе Охрид зимаат најголеми ваучери. Во однос нели на Радовиш, на Аеродром, да речем на помалите клубови, па на Прилеп, на Вардар, Неготино, на Младост Богданци, кои што зимаат многу помали, можеби 1 милион до 2 милиони денари. Да, секако тие клубови дека треба да бидат наградени поради средствата што ги трошат и успехот што го прават, нели ја представуваат Македонија надвор од државата и мора да бидат наградени за тоа, но мислам дека треба се одвојат плюс средства за спортот во Македонија и за ракометот конкретно и да се дадат на тие клубови. Без разлика дали ќе се крати сумата на ваучер на тие големи клубови. Можеби треба да се размислува реално и да се воспостави со закон да се уреди тоа да веќе имаме загарантирана плата, една за Суперлига, една за прва лига, каде што не знам, хипотетички зборам, можеби 500 евра треба да биде некоја минимална плата во Суперлига и да веќе како што нели во приватниот сектор каде што знаеме дека нели минималната плата сега колку околу 20.000 денари, така да биде и во спортот, и во фудбалот, и во кошарката, каде што настапуваш во Суперлига, знаеш дека загарантирана плата е минимум 500 евра, во прва лига карикирам 300 евра, каде што како што е регулирано во многу други спортови широм Европа и во светот. Вака реално одите преговарате, не знам, лупам играта за 200 евра плата кај што реално не можеш да опстанеш. Меѓутоа и другото прашање кое што ми исто доста важно, кое што исто нели се зборува и самата јавност, не само за ракометот. Вие ќе играте ракомет, хипотетички те земам тебе за пример. Играш ракомет до 35-36 години, понатаму што немате ден стаж. Како ја гледаш последнината? Тоа е прашање на место и мора добро да се размислува за тоа. Клубовите да направат напор и нели политички гледано тие што треба да се засегаат за тоа да стават акцент на спортот. Тоа што го спомна за платите е многу битно и доколку се воведе еден таков систем, јас сум сигурен дека сите играчи би биле среќни, би имале мотивација за да продолжат да играат и да тренираат. Тие плати кои што се во прва лига реално на играчите не можат да му покријат ништо. После ракометот ти ако немаш стаж, ако не работиш нешто друго во исто време, нема како, што ќе правиш ти после тие 35 години како што спомнати. Нема што да правиш. А ако си приморан во исто време, дури играш ракомет ти да работиш, не можеш да си ефективен. Да. И како што спомна доколку пример, платата е минимално 500 евра во Суперлигата, тие играчи нема да мора да работат. Пошто ако ти понудиш на некој играч ниска плата и тој е приморан да работи, кажавме не е способен да тренира како што треба и не можеш ти да бараш од него да напушти некоја работа кај што зема ќе речем таа минимална плата, а ти да му понудиш помалку од тоа. Има ли прогрес на раст на платата? Не знам, кога си започнал ти да играш ракомет, не знам, било па се движелате од 100-200 евра, сега да има некој поместување или особено зборно за помладите ракометари кои што се не знам по 22-3 години, кои што реално помлади во Европа тие веќе се зрели ракометари, му кајно се уште на 24-5 години, се уште млад талент, нели, и така го третираме, веќе во Европа се смета залесна кариера веќе на 27-8 години. Има ли некој поместување, изголемување? Одали во нагорна или се уште на статус како пред 10 години? Па тоа најмногу зависи од играчите, морам да напоменам, од квалитетот на самиот играч, како тој тренира, како тој игра, колку е вложен во спортот, во ракометот. Но да, има раст. Некој си минимален, но има раст со самото тоа што ракометарите можеби несвесно и недоговорено, сите си бараат секоја сезона повеќе и повеќе. Сега дали тој ракометар ќе заслужи или не, тоа е сплетна околности кај што се договара со управата на неговиот клуб. Но тие плати растат, ама не во некоја си огромна линија, а трошоците за живот растат многу побрзо од тоа. Да. Она што друго исто интересно, како што кажавме, можеби ќе треба да се размислува и за здравствено пензионско осигурување. Значи вие како играте ракомет, можеби ќе треба и тоа да се уреди, ако веќе има некои иницијативи, се формира некој здружение, меѓутоа
започне некоја иницијатива, згаснува. Имате ли некој како ракометар, дали не знам се соочил со момент да самите ракометари покренат некоја иницијатива како спортисти, меѓутоа еве и фудбалери, не знам и кошаркари да веќе конечно се решава тоа и да вие играте ракомет, меѓутоа да имате нели и здравствено пензионско осигурување или во делот каде што сега во Министерството за спорт да тој и државата го покрива или го субвенционира на клубот да му даде некоја помош за да вете ако ќе завршиш ти со кариера да имаш барем 10, 15, 20 години стаж зависно колку си играл. Така, тоа е многу битна и широка тема која што мислам дека требаше да се постави многу одамна. Ние како спортисти вложуваме многу од нас, значи нашето тело, нашите мускули, нашите коски буквално ние ги жртвуваме секојдневно. Така. И тоа е нешто што мора да се покрие и треба ние да бидеме први на листата за кој треба да биде возможено сето тоа. Доколку сето тоа е покриено, јас сум сигурен дека играчите ќе се многу позадоволни, посрекни и помалце ќе се чуваат и пазат од некои си такви работи. Во темата за повреди, мислам дека треба да се многу повеќе да се помогне од Министерството и да биде возможено да има средства за сите спортисти кои што ќе помагаат во тие ситуации. Да. Мора тоа да се покрие и да се гледа повеќе за играчите, да им биде возможено тоа, затоа што ние немаме буквално никаква поддршка кога ќе дојдеме до повреда, а спортот самиот по себе си носи повреди секојдневно. Каква е финансиската моќ на клубовите? Не само на Радовиш, меѓутоа во својата кариера си игра за повеќе екипи. Претпоставам си имал контакт со играчи од други екипи кои што доживеале некоја посериозна повреда, меѓутоа клубот за жал не е во можност да ги покрива, ги покрива многу минимално. Да. Зборам за оние клуби, пак ќе речем Еврофарм, тука е на Пелистра многу повисоко, на Вардар можеби Охрид. Зборам за сите оние други екипи кои што знаеме дека финансиски одвој крпат крај со крај. Така, поради тие причини доаѓа до откажување на играчи, поради тоа што некој играч пример направил некоја посериозна повреда. Сум имал такви пријатели и нема никаква поддршка, нема никаква помош од клубот, затоа што клубот не може и нема од каде. И доаѓа до разочарување, до откажување, значи ти за некоја поголема повреда да успееш да ја залечиш, да продолжиш да тренираш и да бидеш на некое уште повисоко ниво од тоа што си бил. Така. Како прво треба многу финансии, доаѓа до операции, значи трошоци во болница, доаѓа до после тоа тренинзи кои треба да ги правиш специјално со тренери, па исхрана, лекови. Тука се многу фактори во прашање кои што мора да се обезбедени доколку не секој може да продолжи да се излекува добро од таа повреда. Кога зборуваме и за преживувањето, јас би рекол на тој еден македонски ракометар, како е да се настапува за клуб од друг град. Ти си од Битола, дојден овде во Радовиш, сместен под Кирија, овде во прашање храна треба да се обезбеди. Како изгледа твој ден со оглед на фактот дека кажавме дека клубовите крпат крај со крај. Некогаш знаеме да дојдат клубовите до момент кога е изборна година, буџетите се замрзнуваат, не може да се префрлат пари, па ако претходно општината не ги префрлила парите на клубот, доаѓа до крак да клубот не може да исплати еден месец, два пенк. Како се соочува со тој 2 месеци да немаш земена плата? Биејќи претпоставам дека во кариерата има соочено со некој таков момент. Така, добро, знаеме дека неколку клубови и во Суперлигата чекаат од општина и сите тие средства му се од зависност од општината. Во врска со патувањето, живењето под Кирија и храната тука во Радовиш, морам да ги пофалам затоа што сите тие работи ни се покриени, а во однос на платите тие ситуации се тешки и за секој еден спортист кој што треба секој ден да има витамини, овошје плюс храна од тоа што ти е обезбедено, мораш ти да имаш секој месечен прилив на средства и тоа што ти следува да го добиваш на време, за да можеш ти квалитетно и да спортуваш и да го поминуваш денот. Лично за мене можам да кажам дека беше тешко на почетокот кога заминав од дома, затоа што не си со фамилија, не си со блиски, запознаваш нови луѓе, се градиш сам и мораш да се бориш сам. Јас имам поддршка од моите, тоа е нормално, но не се до мене, не се тука да те поддржат, да правиш муавет кога ти е тешко, да се тука до тебе за најдобрите моменти. Така. И тоа е малку тешко, но со тек на време се навикнуваш и морам да кажем дека е голем предизвик и не е баш лесно
да го преземиш тој чекор, да замениш од дома каде што немаш никој познат и мораш сам да се бориш за себе. Ова значи дека тука во случајот победил љубовта кон спортот отколку можноста да Да. се заработи. Па во повеќе од темите кои што ги спомена ти, победува љубовта кон ракометот, и со плати, и со услови, Да, и со тоа што си оддалечен од со дома. вакво темпо до кога би можело со оглед на фактот дека ќе дојде момент кога ќе бидеш притиснат од времето да створиш фамилија, од моментот да треба да створиш дом, а реално плативе како што ти кажав, освен ако нели да направиш некоја кариера, дај Боже да се вивнеш во ракомет на Европа каде што нели платите се многу повисоки, меѓутоа сега реално платите се толку многу ниски што како што сам кажи ти да реално не можеш да преживееш сам како млад дечко кај што нели немаш толку многу обврски да речем во однос кога ќе имаш фамилија и деца. Така, види, јас сум голем оптимист и стално мислам дека ќе дојде подобро време и мислам дека лично јас ќе имам некој скалило погоре. Но со оваа темпо кое што е сега, реално никој не би можел да издржи. Така. Не знам до кога искрено, но како што реков, јас сум оптимист. Јас сум сигурен дека со тренинг, со фокус, со многу работа ќе го достигнем тоа што ми е зацртано и дека ќе успеам да се искачам над тој момент каде што ние се мачиме со основни услови. Во однос на следната сезона која што спомнав и можноста и веќе претпоставам телефоните нели вртат за понуди да се добие до тебе. Има ли ете можност да замениш во некој клуб кој што реално ќе има многу повисоки цели, па тоа да очкон таска да замениш за уште подобар клуб? Да. Како гледаш веќе на не само за следна, меѓутоа за некои блиски од 3-4 сезони? Па да, јас сум сигурен дека ќе има таква прилика. Секој играч некогаш во текот од неговата кариера има таа прилика, но треба да се очиш, да го преземиш предизвикот кој е пред тебе и нели да си сигурен дека можеш да го направиш тоа, за да дојде до тоа. Кога ќе дое предизвикот, треба да го зграпчиш и да не го пушташ. Буквално да се бориш за тоа. Јас сум сигурен дека ќе дојде до таков момент, пошто на секој играч кој е упорен, кој што тренира, кој што се труди, доаѓа до тоа. Како ете и уште едно имам во финишот на овој разговор уште едно интересно прашање кое што е поттикнато од гледачи на спортска мрежа, како ете во случајот вие како ракометари сте правно заштитени во однос на вашите договори за исплата на плати, пошто спомнавме многу од играчеве за жал ради тие непрофесионални договори се соочуваат до моментот ако не го прифатат да останат следната сезона, последната плата не ја добиваат од клубот или две-три плати ќе се заглават, па мора да се, ајде условно кажам, да ги простат тие пари да заменат во друг клуб. Има ли некоја правна издржаност тука да може да се заштитите да бидат исплатени тие плати кон вас? Да, во секој случај си заштитен со договорот. Доколку тие плати не ти се исплатени, ти се си бил коректен и си ги застапил сите членови на тој договор, мора да те исплатат и има правно си заштитен. Но има ситуации каде што доколку, пример, ти 3 месеци не си исплатен, можеш да го раскинеш исто така договорот со тој клуб и не можеш да продолжиш, но никој не ти гарантира дека тоа што се должи кон тебе тогаш ќе ти го исплатат. Така. Со тоа што кажа неисплаќање на последни плати тие работи, не сум имал таква ситуација, но запознат сум и знам дека се случуваат такви работи. Мислам дека на крајот на денот стално победува правдата и конкретно во договорите што сум ги правил јас, сум заштитен од тие работи. Но има и многу ситуации кај што има неисплаќање, па затворање на клубови, поменување на имиња и сите тие ги користат некои тие дупки во законот кај што можат некако да се извлечат тие ситуации. Формирањето на Министерство за спорт, веруваш ли дека може да даде некој ефект во не само во ракометот, генерално во македонскиот спорт да се подине на многу повисоко ниво? Да, искрено мислам дека да се подине многу повеќе од тоа што претходно досега беше Агенција за млади спорт, сега нели тоа се трансформира во Министерство за спорт. Да, мислам дека е многу позитивна работа што формира тоа Министерство за спорт, затоа што самиот збор Министерство дава многу поголемо значење од Агенција за млади спорт, нели? Така. Веќе имаме министер, така. Има многу поголема тежина, има многу поголема одговорност. Реално, она што нели веќе се отвора и темата, има веќе некои нели да речам програми кои што тоа министерство ќе ги понуди, така да гледам дека намерно го постави прашањето со на фактот дека гледам дека поголем дел од
спортистите, не само ракометарите, имаат некое позитивно мислење, очекуваат да донесат позитивни вибрации, да конечно мрднеме на многу повисоко ниво и со ракометот, меѓутоа и со другите спортови како ете кошарката и фудбал, кои што се помасовни спортови во Македонија, а за сега реално ракометот не е спорт бројден во државата. Самите ветувања кои што се во агендата за тоа министерство кажуваат многу и велат дека ќе има голем напредок. Ние како спортисти мора стално да сме оптимисти дека ќе дојде подобро утре, затоа што тоа ти носи мотивација за да бидеш поуспешен, да тренираш, да се трудиш. Мислам дека ќе има голем напредок. Мислам дека ќе се вложи и во тие клубови кои што најмногу му треба и ќе има подобри денови. За крај едно типување да направиме прогноза, кој е според тебе очекуваш да биде шампион на Македонија во следната сезона? Кој е според тебе фаворит кој што ти би го типувал на прво место дека би можел да освои Суперлигата на Македонија? Мислам дека ќе биде тешка, многу тешка сезона. Мислам дека ќе има многу измени во позициите таму на врвот. Морам да кажам дека верувам многу во Пелистра, во Еврофарм Пелистра, дека повторно ќе успее да стигне до тоа прво место, затоа што тие проектот го градат години уназад и веќе 2 сезони поред се шампиони. И мислам дека има добар костур и добар план и за следната сезона и дека тешко ќе одадат тоа прво место и шампионската титула. Благодарам многу за овој разговор. Мислам дека фатиме интересни теми во кои што можеби ќе побудиме поголем интерес во ракометната јавност да се подобрат сите овие услови кои што вие како ракометари ги имате, особено моментот како тебе кој што од Битола дошол во Радовиш да игра, некој од Радовиш заменил во во Тетово, во Гостивар, хипотетички зборам, кај што знаеме дека доста тешко зашто сам ти зборуваш. Јас сигурно се надевам дека ќе има подобри денови за вас спортистите и дека конечно многу работи ќе се решат. Почнувајќи од минимална плата, зашто зборувавме можност да ја се изгледа таа цела емисија, од регулирањето на тој стаж, од моментот да се подобрат целокупните инфраструктурата со спортска сала, со грејење. Знаеме дека условите се да во салата овде се тренира и на минус 2-3 степени, што реално условите се да нема топла вода за капење и така натаму, да се конечно подобрат некои работи и да во натаму да направиме некоја емисија каде што и ти би играл во некој клуб со многу повисоки цели, да се вивнеш и во ракомет на Европа, да самите клубови во Македонија заменат на едно повисоко ниво. Така, морам да кажам чест и задоволство ми беше да присуствувам во твојата емисија и фала ти за поканата. Мораме да се надеваме дека тоа ќе дојде и дека еден ден ќе биде така. Супер, благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ова беше Филип со кој што разговаравме во оваа емисија. Јас уште еднаш ќе упатам апел да се размрда и локалната самоуправа во Радовиш, да се одврзат ова кейси, да видиме како буџет ќе скрои ракометниот клуб Радовиш, кој што Филип еден од тие ракометари кои што направија ракометна сензација и го вратија Радовиш во Суперлигата, совладувајќи во Еврофарм Пелистра 2, кој што е сочинет од младински и кадетски репрезентативци. Претплатете се на нашиот YouTube канал за да ги следите понатаму најновите случувања од македонскиот спорт.